Почитувани, продолжуваме онаму каде што застанавме пред краткиот джингл и рекламите, а тоа е разговорот, како што најавив, со мојот прв гостин за денеска, универзитетскиот професор Методи Хаџиенов. Професоре, добро утро и добро дојдовте уште еднаш кај утрински печат. На самиот почеток, можеби додека разговарав со мојот колега Андоновиќ, ги слушнавте дека дискутиравме за престојниот самит на НАТО во Вилнус. Говоревме за случувањата на алијансата, но кои се незините перспективи во периодот што следи. Она што е познато за јавноста е дека некаде во септември му истекува мандатот на сегашниот генерален секретар. Во игра се повеќе високи челници или поранешни политичари од повеќе земји од Европа, меѓутоа и од оние источно европските земји. Може ли накратко да направиме едно предвидување и анализа на престојниот самит во НАТО, која ќе биде главната тема и кој од прилика би можел да биде наследникот на Столтенберг? Добро, Дејан, главната тема на НАТО дефинитивно ќе биде Украина, ќе биде заканата од Кина и новите трендови кои што се случуваат во преструктурирањето или прегрупирањето на тој светски поредок кој што е во зародиш и кој што веќе се случува. И како се до тоа ќе има ефекти по НАТО, по безбедноста и по зачување на традиционалните вредности за кои што НАТО нели се бори. Во однос на изборот за генерален секретар, мора да кажам дека ова е клучен термин, еден од клучните периоди во историјата на НАТО, особено заради тоа што генералниот секретар кој што ќе треба да дојде, треба да биде одраз на видувањето и визиите кои што НАТО ќе ги има. Сега тука се кршат копијата помеѓу деловите од Стара Европа, интересот на земјите од така наречените северно-западни, не североисточни, туку северо-западни земји, како што се Данска, Холандија и така натаму, кои што имаат своја амбиција, нели, бидејќи во неколку наврати тие доминираа во овој дел. И она што е сега интерес на новиот миленик на САД, тоа е Полска, а тоа е дека новиот генерален секретар на НАТО мора да има малце по јасна визија и да за тоа како стојат работите во однос на Русија, не да има став, ајде да кажеме буквално да интерпретираме, не да има став на некаква си толерантна воздржаност, туку да биде агресивно спротиставен на руската инвазија во Украина. Кои се другите, се извинувам што ве прекинам, критериуми кои што е идниот шеф на НАТО ќе треба да ги исполни? Говорам овде дали тој треба да има добри релации со САД првенствено во однос нели на сите оние релации кои што ги има САД и критики во последно време за покачување на буџетите за одбрана на НАТО земји членки, дали тоа треба да биде некој, како што рековте вие, представник од источно европските земји кој што можеби подобро ќе знае состојбата во Украина и случувањата со Русија, или пак треба да биде некој умерен политичар? Кои се критериумите кои што ќе бидат одлучни според вас? Мислам дека токму тоа го говорев, дека постои подоба во тоа кај треба да се движи нели НАТО помеѓу учесниците, помеѓу земјите членки, меѓутоа сето тоа всушност значи и дека тоа се рефлектира и за тоа кој каков кандидат би сакал или каков кандидат гледа дека треба да се проектира да биде поддржан. На Франција и на Германија им одговара некој кој што ќе биде разумно воздржан, бидејќи по се она што го гледаме тие немаат интерес од глобален конфликт, голем конфликт, бидејќи нивните општества не се подготвени за тоа. Од друга страна, притисокот кој што го чувствуваат земјите на источното крило, пред се земјите од Балтикот, Полска, Чешка, Словачка и така натаму, заради стравот дека Русија значи е сериозен проблем, кој можеби сега во моментот не е иминентен, значи не е сега заради капацитетите кои што се врзани во Украина, но на долги стази е проблем кој што ќе биде сериозно третиран или како закана за тој дел од НАТО. Во тој случај јасно е дека тие ќе сакаат некој поригиден став или став кој што ќе, односно генерален секретар кој што ќе има јасни цели. Ставот на САД дефинитивно е еден од одлучувачките фактори, иако не е се, меѓутоа е клучен за тоа околу ставањето на раката на тоа кој ќе биде нели следен генерален секретар на НАТО. Овде може да имаме значи проблем бидејќи самата процедура е пред се консултантска и нели врз основа на предлозите на земјите членки кои што даваат своји консултантски делови, своји ставови, видувања за тоа кој треба да биде генерален секретар, а процедурата е она да кажеме консензуална во која што треба да биде исполнета она тивко или
прекјутно одобрување, каде што немате забелешка, бидејќи таков е процесот на одлучување, и ако пројде сето тоа, во тој случај, како се вика, ќе имате избор на генерален секретар. Не знам, значи многу е тешко сега да кажеме што би можеле да очекуваме, бидејќи она што го видовме од грчкото не или грчкото вето, кое што нели направија преседан со, да кажеме, ајде она во строј носење на одлуки или со текот на во духот на добрата волја. Гледаме дека тоа сега се користи од Турција, се користи од Унгарија како закана и така натаму, и заради тоа велам дека не е исклучена можноста дека ќе има, како да кажем, долга дебата околу тоа при пеглањето на односите кој да биде идниот генерален секретар на Во однос на Македонија, професор, уште едно прашање, дали би новиот генерален секретар ќе има некакви поместувања во однос на политиките на Алијансата кон Македонија? Па нема, ние немаме веќе проблем таму. Ние сега имаме рамка која треба да исполниме, критериуми кои треба да ги исполнуваме. Македонија со самото членство во НАТО веќе генералниот секретар е тој како и за сите други членки. И нема некое нешто посебно значење дека он ќе прави некакви напори за Македонија. Многу пати говоревме во поинаков контекст на овој форум, а тоа е дека нашето членство од НАТО понатаму сега зависи од нас колку ќе бидеме паметни да го искористиме. Да искористиме фондовите, да искористиме како наменската индустрија да ја фаворизираме и да искористиме колку добро ќе подготвиме армијата. Така. Кога сме кај подготвувањето на армијата, дека би сакал да истакнам она една последна информација која што беше лиферувана во домашните медиуми, а тоа е дека македонската министерка за одбрана Славјанка Петровска оваа недела, оваа седмица пристигуваше во Вашингтон. Таа со нејзиниот колега, односно американскиот министер за одбрана Лојд Остин, подпиша нов патоказ за одбранените врски во наредните 10 години. Говорам овде помеѓу САД и Македонија. Што ова за нашите гледачи значи, професоре Хаџијанев, во однос на тоа за модернизација на армијата? Да подсетиме дека САД и со Македонија имаат подпишано стратешки договор за модернизација на армијата. Зошто сега некакви нови патокази во одбраната и како може да се анализира оваа средба или овој ново допрецизирање на модернизација на војската? Па прво едното со другото се комплементарни, значи тие не се исклучуваат, затоа што првото представува малце поширока рамка за соработка во однос на доменот на одбраната и безбедноста, а овој патоказ треба да биде некакво си операционализирање, значи да се тоа стесни и да се да кажеме да се насочи начинот на тоа опремување, бидејќи процесот на градење на капацитети во одбраната, постојано го говориме, тоа е перманентен процес, тој не е моментален процес, значи не можете вие преку ноќ да изградите капацитет или армија. Тоа најдобро најверојатно украинците ќе ви го кажат сега, но во секој случај овој договор е само еден вид својавидна до прецизирање на онаа политичка рамка за стратешко партнерство со САД, кое што всушност нели е во патокас или во насока на сите оние 30 години кои што ги имаме во изминатиот период, а тоа е дека САД останува да биде значаен стратешки или можеби од најзначајните стратешки партнери. Дали тоа значи дека можеби најголемиот дел од војната техника која што најавивме дека ќе купуваме ќе доаѓа токму од САД? Па не мора да значи, може да биде и дури и од пријателски држави кои што се компатибилни по тој стандард, меѓутоа генерално тоа ќе биде рамката или платформата на која ќе се градат останатата опрема, затоа што внимавајте во голема мерка НАТО заради интероперабилноста има развиено капацитет во кој сите овие системи лесно можат да се надградат или да се синхронизираат помеѓу себе. Тоа значи ако купите, не знам, одреден НАТО стандард систем, вие лесно ќе можете да го синхронизирате или да направите интероперабилност во оперативна смисла со останатите системи. Точно е дека постојат потребно е да се доградат одредени капацитети. Во секој случај тоа може да значи дека ние ќе имаме поддршка, значи дефинитивно овој договор е дека ќе поддршката и благонаклоноста на САД кон Македонија останува. Така. Професоре, овдека некаде би сакал да продискутираме за Украина, па потоа да се навратиме на она што не засега сите нас, а тоа се случувањата во соседството, поточно во Косово. Од вашето последно гостување овдека во утрински печат измина 7 дена, од тогаш па до сега се
поинтензивни информациите за украинската контраофанзива. Имаме обвинувања, односно информации од Киев, дека веќе има со некоја бројка цифра од 70.000 војници успешно се справува на теренот, односно успешно е започната контраофанзивата, и имаме информации од страна на Москва дека западната техника или воена опрема која што беше донирана веќе започна да се уништува и контраофанзивата на самиот почеток е безуспешна. Каде е вистината и што точно можеме да направиме некоја слика во однос на вашето последно гостување овде? Како и до сега што говоревме, значи вистината некаде е, да кажеме, на средина. Што значи тоа? Тоа значи дека генерално и едните и другите имаат своји губитоци, имаат и добри и лоши моменти, но она што може да се забележи дека од првите неколку дена, каде што имаше, да кажеме, многу неочекувано грешки од страна на украинските сили на отпорот или на украинските сили на народно-ослободителните движења, нели таму, кои што, бидејќи тоа станува збор за не само украинската армија, туку поголем број на население кој што е мобилизирано со цел да даде отпор, има голем број на грешки. Сега гледаме во последните 2 до 3 дена подобрување на ефикасноста, особено во посинхронизирано користење на артилериските системи и маневарот со оклопните возила, со што всушност се задава сериозен удар на линиите кои што се поставени во одбрана. Во секој случај, понатаму ќе треба да видиме, значи не може да очекуваме дека овде сега ќе имаме некои драстични поместувања. Во однос на бројката 70.000, тоа е премала за да кажеме дека тоа ќе биде основата на офанзивата. Значи на Украина и се потребни многу поголем број на луѓе доколку сакаат да направи сериозни поместувања на фронтот. Внимавајте, линијата на фронтот во кој што се формирани руската одбрана по запаѓањето на Бахмут сега е некаде околу над 800 километри и таа има неколку концентрични кругови. Тие концентрични кругови е тешко да се пробијат. Таа е делумно упорна одбрана, што значи дека е фиксна, но делумо е и флексибилна, што значи дека има маневри, односно маневрабилна способност на исчекорување, и тоа може да создаде илузија дека всушност вие сте ја пробиле одбраната, а не сте ја пробиле, да се случи обкружување. Од друга страна, Украина покажува дека брзо учи, така да грешките кои што беа направени на почетокот, тоа е движење на конвои и налетување во единици кои што ги пречекаа во пресред, малтene буквално на големи единици станува збор за борба во пресред, помали единици речиси заседа, по кои што всушност без соодветно борбено обезбедување единиците се движеле и речиси во движење некаде до 10% од почетните, да кажеме, ударни сили беа истолчени со тоа што загубија доста добар дел од оклопните возила, но загубија и неколку тенкови кои што може да имаат сериозен импакт во понатамошниот дел. Она што сега го гледаме во последните 2 дена е добра комбинација на химрас системите, враќање назад, и за прв пат после извесен период химрас системите успешно може да ги избегнат руските попречувања, заради тоа што русите се адаптираа, најдоа одговор како да го попречат огнот од овие системи и да не дозволат изненадување, но сега гледаме овие последните 2 дена дека имаат сериозни резултати украинците кои што постигнаа на даден дел. Повторно ќе кажам, ако ги гледате изолирано само во даден дел од таа линија од 800 км, може да и едните и другите да тврдат за добри резултати, меѓутоа кога го гледате вкупниот фронт, во тој случај многу е рано сега да кажеме дека ќе имаме ваков или онаков резултат, заради тоа што исходот може да значително да се промени во текот на изведувањето на операцијата. Кратко подпрашање, во однос на тие 800 км кои што се протега ударниот фронт во источниот дел на Украина, дали ми сметате или која според вас бројката со која отприлика би била некоја оптимална цифра на војници со кои што би можело да има напредување на украинските сили? Какви се вашите? За да може да го покријат тој фронт на Украина, некаде ќе им требаат 150 маневарски баталјони. Тоа се некаде сили кои што се над половина од она што вие збавнате 70.000 луѓе, значи минимум 150.000 луѓе кои што ќе бидат ударни сили. Значи внимавајте, тие не се. Зошто ударни сили, бидејќи тие сили 150.000 ќе треба да можат, значи да бидат првиот борбен допир да го следат. За нив ќе треба да имате некаде пута 3 логистика, кој што ќе треба да го штити тоа, и некаде 1,5 до 2 пати борбено осигурување кое што ќе треба да го обезбеди, да кажеме, воздушниот простор, да го обезбеди продорот и да
да имате доволно муниција со која што всушност ќе постигнете фреквенција на артилериско действување со цел да создадете огнена завеса како дел од огнениот систем во нападните јуришните, да кажеме, делови од овој фронт. Авиацијата гледаме дека од руската страна се помасовно се употребува. Дали тоа значи дека противвоздушната одбрана на Украина моментално на теренот е многу слаба? Па оно што го видовме во првите денови е дека беше катастрофално или воопшто без неа се действуваше, иако Украина има капацитети дури и под постар систем може да ги користи во ваков случај заради тоа што станува збор веќе за директен фронт. Например, Стрел 10 може да користат 2М, може да ја користат до 12 километри, значи дистанца, што е сосема солидно за настапување на овие сили, бидејќи може да предухитри било какво летало кое што доаѓа од на соодветна далечина. И сега русите фактички покажуваат дека почнаа да прават напори со кои што имаат здружено действување помеѓу воздухот и копното. Се уште морнаницата е слаба и сајбер просторот секако. И во овој дел овие три домеина ги користат интензивно синхронизирано. Она што исто така гледаме на почетокот на контрафанзивата е дека генерално русите успеаат добро да ги синхронизираат и деловите во однос на родовските, различните родови, тоа е артилерискиот оган со оклопните делови заедно со пешадијата. Исто така имаат огромна поддршка од инженерските единици кои што на одредени места кај што им потребно да има упорна одбрана, имаат запречување и секако тука се сите оние дилеми околу сега браните кои што се минирани со цел да не само да го поплават теренот, туку да создадат тло кое што ќе биде калливо и кое што ќе создаде огромни проблеми за маневар на паѓачот, а тоа значи дека ќе го отежни теренот на оној кој што напаѓа. Дали Западот предвидуваше на вакви тактики, руски тактики да се употребат? Говорам овде за каливиот терен, браната и умешноста во одбивањето на украинската контраофанзива. Па, дали сега предвидели или не треба да видиме, меѓутоа она што морам да кажам е дека, како и во случајот со 5-дневната војна во Грузија, најверојатно поддршката која што Западот ја дава, секогаш оди со една мала лоша претпоставка, а тоа е дека условите за напад ќе бидат идеални, односно дека силите кои што ќе напаѓаат ќе имаат претпоставката на целиот тренинг, да кажеме, на западната логика на маневар се базира дека имаат air superiority, односно дека имаат воздушна поддршка и военно-воздухопловна супериорност. Сега тоа не може да го постигнат со Русија и на тој начин тоа е голем хендикеп на силите кои што вршат маневар, бидејќи тоа на тој начин веќе врзува барање на дополнителни системи преку кои вие ќе можете да го покриете тој дел, а тоа е тој вертикален маневар кој што е на огнот, кој што пред се може да постигне и како дејства во длабочина, со што би спречил или би ја еродирал таа, да кажеме, дотурна и подршка на силите на првата линија на фронтот. Заради што артилеријата сега останува како асет само или како средство кое што може да биде користено од страна на Украина и тоа најверојатно за сега добро го прават со химна системите. Така, професоре. Начнавме Украина, самитот на НАТО и сега она што ни останува е, како што напоменав на почетокот, е случувањето на северот од Косово. Имаме нови развивања на состојбите, имаме уапсени косовски безбедносни сили од страна на српските на територија, како што вели Белград, на српска територија, од друга страна во Приштина имаме обвинувања дека истите се киднапирани. Имаме дополнително распоредување на НАТО, односно квор сили во Косово и жестоки реторики упатени од меѓународната заедница за деескалација на случувањата. Кои се вашите предикции за овие последни потреси во соседството? Добро, ако се сеќавате, ние кога говоревме многу пред да состојува да дојде до оваа ситуација, рековме дека е можно да дојде до вакво сценарио каде што и двајцата лидери ќе одат до крај да ги стискаат или да го пробат балонот да го растегнуваат, користејќи еластичноста и адаптибилноста или фокусот со, да кажеме, Украина и со останатите динамики кои што го оптеретуваат НАТО и Западот. Меѓутоа, рековме и дека игрите можат да завршат многу брзо и многу копно по двајцата, бидејќи историски гледано сите лидери на Балканот кога преговарале од, да кажеме, во изминатите 30 години и наназад, преговарале со предпоставка дека
ќе дојдат во подобра позиција и заради тоа или воделе некој инат или воделе некоја си чудна политика на одбивање на првите предлози. И оно што е интересно, дејан историски, кој ги погледнете, секогаш добивале многу полоша позиција од онаа кога почнале во преговорите. И мислам дека тоа најверојатно ќе им се случи на двајцата лидери ако продолжат со ваквите интриги и игри, препукувања, обвинувања и така натаму. Факт е дека некој мора да е виновен, меѓутоа факт е дека и двете страни мора да разберат дека во оваа игра не може да добијат се или ништо, мора да добијат нешто, а мора да дадат нешто. И тоа им е јасно најверојатно, меѓутоа сега пробуваат да поигруваат. Секое вакво проигрување или одење со играње по, да кажеме, по работ, по линија на огнот е многу опасно. Може да направи сериозни проблеми, меѓутоа тие проблеми според мене нема да имаат некаков ефект да го дестабилизираат регионот. Може да ја дестабилизираат територијата во која што се наоѓаат овие сили, иако јас уште минатиот пат кажав дека Турција веќе испрати засилување, испратени се дополнителни 500 сили кои што ќе бидат распоредени таму и пак ќе кажам 12 минути во најдобра опција, 27 минути во најлоша опција да им треба на авионите од Авијано да стигнат до да бидат оперативни врз воздушниот простор на Косово. И мислам дека после ова не треба повеќе да збориме. Така. Професоре, овдека некаде би го завршиле вашето гостување во утрински печат. Ќе ви се заблагодарам уште еднашка за сеопфатната анализа која што успеавме на нашите гледачи помалку или повеќе да им објасниме што се случува во меѓународната политика поврзана со безбедноста. Ви благодарам уште еднашка. Благодарам и на вас.